Драги ученици, добро дојдовте во Едуино училницата на часот по ликовно образование. Јас сум наставничката Валентина Туховска, работам во основното училиште Мирче Ацев, во селото Лажани, тоа е Долнинска општина. Јас знам дека сите ученици го сакаат часот по ликовно образование. Затоа на овој час ќе цртаме и ќе сликаме по ваши избор, ученици. Овде ќе има слики со средствата кои ви се потребни за работа. Која би била целта на часот, ученици? На овој час вие креативно треба да се изразувате. Тоа значи со радост да нацртате и секогаш на творбата која на крајот ќе ја добиете на цртежот со восхит да гледате. А ќе ви кажам и како ќе ја подариме на крајот од часот. Затоа, ученици, да се подготвиме. Сега сакам да ви пренесам еден поздрав од едни ученици кои јас ги учам во второ оделение, со кои на часот по македонски јазик го учиме текстот Другарство. Во тој текст, ученици, неколку деца, Кјамил, Јургина, Ѓорџи, потоа и Маријана беа и Горан, учениците, беа на роден ден, па си поминаа многу убаво. Од целиот текст ние научивме нешто многу важно. Научивме дека другарството е најважно за сите деца да бидат среќни. Така вели оваа поговорка дека другарството е важно и без другари е тажно. Ајде погледнете, ученици, на сликите сега. На сликите има, на првата слика се две другарчина, се под едно чадорче, одат на училиште. Самата слика покажува тоа што се под едно чадорче, дека се добри другарчине што го делат чадорот на доштот. Потоа на другата слика, ученици, има две деца кои гледате како се прегрнуваат, како се пречекуваат со радост. И од насмевката можеме да видиме дека тие се вени другарчина. Да продолжиме со описот на другарчето, да го пишуваме по висина другарчето. Ево овдека има слика, представени се две другарчина, едното е повисоко, другото е малку пониско, но, ученици, нив ги краси една заедничка особина. Дали погодувате? Тие се насмеени. Насмеани, имаат широка насмевка што покажува дека се верни другари, како вие велите. Еве слика со други две другарчина. Едното другарче, од сликата се гледа дека сака да јаде сладко, држи лижавче. Се гледа како се слади на лижавчета. На другото другарче има спортска става. Тоа е тенко и високо. Сега вие почнете да се замислувате како изгледа вашето другарче. Побарете некој слично со овие на сликите, деца, за да можете да си го представите на цртежот. Продолжуваме понатаму, ученици. Ајде да видиме каква уста има нашето другарче. Вие сте сега на возраст кога ви раса запчината, кога запчината треба да бидат бели, чисти, да светат, често да ги мијате со паста за заби и чисто четче. Еве друга слика, едно дете кој што со носето мириса цвејкиња. Доаѓа пролет, ученици. Се знае ние се што е убаво намирисуваме со нашето носе. Еве на друго другарче, друга другарка, која дури со очите како да ги гледа цвеќињата, ученици. Еве друга другарка. Оваа другарка не сака сушината да слуша некоја силна буча, ученици, затоа ги затворила ушината. Еве другарка која личи на неа. Што ни покажува таа? На што треба да внимаваме? Треба да внимаваме на нашата хигиена на устата, ученици. Секогаш да ни се чисти запчината. За секогаш кога разговараме, убаво да мирисаме. И со секој што разговараме, да ни биде убав разговорот весел. Еве друго другарче. Дали ова другарче личи на вашето другарче што сакате да го сликате? Не му се уште пораснати запчината, но погледнете, ученици, колку е среќно, весело, насмеано другарче. Јас мислам дека секој би посакал да има вакво другарче. Да продолжиме да ги пишуваме другарчината. Ајде да видиме како изгледаат нивните коси. Еве девојчината со модерни фризури, со плетенки,
па им се чешлани како со прцли на ученици, ние викаме постарите. Важно имат модерни фризури, плетенки. Сигурно вашата другарка вака ја чешла косата. Барем во една од сликите личи на овие слики облека вашата другарка. Ајде се да видиме ваше другарче на момче со исто така модерна фризура. Дали може би ваква модерна фризура има вашето другарче? Колку е модерен. Каква е бојата на косата на вашето другарче? Дали е ваква боја како житото боја, жолта боја? Еве и кафена боја од некоја другарка, убаво начешлана. Само вие замислувајте си го. Ако треба малку и затворете со очината, си го замислите другарчето, за да можете да си го нацртате потоа. Каква боја на очи сега има, да видиме ученици? Кафени очи. Потоа има сини очи. Може би има зелени очи, како овие на сликата. Еве на убаво око. Еве убаво црно око, ученици. Знаете што е најважно, ученици? Најважно е од очите искреност да блика. Потоа се познава дека ти е другарчето искрено и сака да биде, да другарува со тебе. Ајде сега да разгледаме како се облекува нашето другарче. Дали е зиморливо или го сака летото. Сега се уште зима, сигурно си вака топла облека, ученици. На оваа слика можете да видите и джемперчина, и панталони, и чизмички. Но кога ќе заврши зимата, ученици, се знае доега пролета, по пролета и летото, еве потенка облека, жолтото фустанче е многу убаво за девојчина, сината сукња. На другата слика се уште се облеките за во зима, на раквици гледам црвени, па чизми, па чорапчина, дебели, како ги викаме дебелите чорапчина? Термочорапчина. Исто така има и убава дебела капа за во зима, ученици. Ајде да продолжиме. Дали може би вашето другарче личи на ова детенце? Колку е средно, но ова другарче сака модерно се облекува, сина кошула има. Дали гледате колку убави кафени патики? Дали може би вашето другарче се облекува слично како него? Ајде подсетете се кога беше годишното време есен, дали вашето другарче имаше може би вакво шарено чадорче, како тие на првата слика деца што беа под едно чадорче, ученици, па сини чизмички, па на раквици. Се познава дека есен затоа што од облачината врне дожд, ученици. Сега, ученици, можете малку да го запрете часот, да си ги обезбедите материјалите за цртање и да си се подготвите да го цртате другарчето. Еве што ви е потребно. Молив најпрво, ученици, дрвени боички да бидат наоштани како овие на сликата, може да цртате и со фломастери. Ете како овие на сликата, ученици. И најважно се, од блокот да извадите еден чист бел лист, спремен за цртење. Што би било дополнителна активност? Од кога ќе ги нацртате цртежите, ученици, и ќе ги насликате, може со акварел боички, или тие се оние боички кои ние детски ги викаме водени боички, кои се растворат. Eda тие боички ви се потребни да имате, може една чинија, може палета, што е, еве слика, јас ќе ви покажам, за да можете да ги растворате боите, ученици. Еве ги тие боички. Еве и палетата, ученици. Ке го нацртате другарчето. И на крајот од часот, ученици, може да му го подарите цртежот на вашето другарче. Со тоа ќе му покажете колку тој ви значи и колку го сакате другарчето. Можете со вашите вредни учители да направите изложба на цртежите. Со тоа ќе се представат сите цртежи и сите ќе бидат среќни другарчина. Ве поздравувам и се гледаме на некој нареден час.